Теја со точка Стојановска, вели колку пауза да има помеѓу оброците. Теја доколку, мислам, едно правило кое што јас сум го прифатил и кое што мене ми дало резултати е дека без разлика кога се будам го имам појадокот најдоцна во првиот час и оние паузи кои што ти ги велиш ми траат можеби 3 максимум 4 часа и тоа правило сум го прифатил од причина што логично ми било да со редовност на оброци не дозволам да можеби прегладнам, падне ниво на шекер во крв па да посегнам по глупости, по блага, по грицки и од друга страна веројатноста кога имаш редовност на оброци да внесеш голема хранлива вредност е голема. Тоа значи дека природата, да речеме, и нас како бебиња не создала да цицаме често, затоа што снабдувањето на метаболизмот со хранлива вредност е многу подобро на таков начин. Иако нема да сгрешиш да имаш можеби 3 оброци во текот на денот и да имаш паузи од 5 часа, но во тој случај можеби треба да предвидиш да биде оброкот покалоричен и со подобра хранлива вредност. Така да нема точно правило колкави треба да бидат паузите, али дефинитивно можам да ти кажам еве што за мене функционира и што јас го препорачувам на луѓето со кои што работам. Така да појадок и паузи од 3 до максимум 4 часа е нешто што мене ме функционира и можеш да го пробаш, се надевам дека ќе ти даде супер резултат.